Програмата е прекината поради Play In. Во неделата се случи промоцијата на албумот 1000 причини на битолскиот рапер Шавац. Таму беа и други рапери, таму беа промовирани неговите песни. Доколку сакате да погледнете како си поминавме ние таму, останете со нас, следува во продолжение. Шавац, прво честитките за остварената промоција, ја вети и оствари. Кажи ми, ајде, сублимација на цел албум, од почеток до крај, како почна цела работа, па до сега, да се оствари оваа промоција. Значи, како што кажав претходно во најавата, дека веќе една година, не многу помалку. Значи, за многу брзо време го снимив албумот, како што кажав, ете тука сме на местото на промоцијата, конечно се оствари по 6 месеци, можам да речам, ете мојот прв соло албум. Моментално се наоѓаме на промоција и се време доста добро. Сакам да кажам, значи, пред се вака ќе почнеме како ние што се мисиците. Да се заблагодарам на сите, пред се најголемата благодарност до Мими Марковски, не знам дали го знаете, човекот што најмногу ме поддржа во овој проект. Од почеток беше со мене до тука, значи до ден денес, најголемата поддршка до него. Декс од Поетика за Омото. Албумот не го зајавме да го промовираме, ќе го зајавиме. За него Бертини МС за Плакато, за Настано. Декс од Бклан за на CD-то, значи то сликата. И така, голема благодарност до сите, благодарност до учесниците што учествуваа во албумот. Марија Станковска, Сара Ристевска, Ранко Тебрата од Србија, поздрав од Србија. И Мими Марковски се така е гостин во песната. 1000 причини се вика песната и голема благодарност до Мега телевизија што секогаш е тука. Па вака, значи, ќе го убијам Шавацом, ја укради песната за мој албум, беше, не, се смеам, се шалам, нема врска. Песната, значи, ја правеше музиката Дејан Фанки од Велес, нов стил на музика, трап, денес што се слуша што е ни светот зараза. Па се решив со Шавацот да снимам, го побарав, дојде, ја средивме, лесно се поминавме, со Шавацот, супер дечко е, го бива. Му честитам за албумчето, со среќа, нека му се мложат уште и така. Дали може би ќе испадне следна соработка со него? Нормално ќе има следна соработка, ќе соработуваме, од секога соработувам со Шавацот, ќе соработувам. Има кеф за музика да прави, тоа го ценам и јас и така ќе се дружиме. Ќе има соработка, ќе соработуваме. Ете ти како Бертини, кои се твоите планови за тебе завршва летото при крај, дали може би имаш некои други идни планови, а што и понатаму за зимата? Идни планови, значи имам нов спот кој уште се соработува кај Дејан од Поетика. Со Шејди снимивме спот на стиховна деструкција тројката, трети дел. Тој треба да излезе овие дена. Уште работам на мојот соло албум, нов што треба да излезе ова година, се надевам дека ќе излези. Сайфер нов спремам, то кажав претходното интервју дека ќе биде изненадување, не можам да откриам многу за тоа. И тоа е тоа. Кажи ми за спотот, спомна дека работи спот, кога да очекуваме таа промоција? Со Шејди треба да се договориме, може ќе има промоција за спотчето, а спотчето го изработи што побрзо сакаме да го изработи Дејан. И така. Во скоро време го очекуваме и не. Да, стиховна деструкција тројка. Така, албумот е веќе во изработка твојот. До каде се финализира, се гледа крајот или не? Па скоро повеќе од пола изработен, уште нека песна остана. Ќе биде готов за брзо време, се надевам. Се надевам и јас дека ќе имаш работа и понатаму, се надевам дека ќе те пратиме на сите твои настани, ќе не поканиш да те пратиме и ти посакувам голем успех. Нормално, до Мега телевизија поздрав да пратам, пошто вие само не промовирате, нема друг кој. Респект. Play In и 4 нијанси на сино, или сиво. Како и да е. Васко, Генго и Кичо, добре дојдовте. Уште еднаш кажете ми како си поминувате, ете од Васко ќе почнам пошто десно ми е. Како си врвиш на промоција кај Шавац? Па поуба промоција години немам видено, да ви кажам право, многу ми е мило за Шавацо. Се најубаво честитки, еве и ги слушаме сега моментално албумот. Многу добри песни. Кај тебе ако се снимени, браво за продукцијата. Ти благодарам. И тоа е, останете во школа.
Генго, кажи ми, колку значат ваквите промоции за битолските артисти? Па, добро е, нормално. И на Дарко исто му кажам да си направи чест за самиот проект што го направи, да го обележиме на некој начин. И ние раперите да имаме малце поќе настани, да бидеме застапени. Ваквите соработки меѓу раперите, некои ги нарекуваат како дека ги нема, некои велат дека ги има. Ете, тука сте вие, ве гледаме, значи има некоја соработка. Кажи ми, колку стварно вистина и значи практично има соработка меѓу раперите во Битола? Колку и другите велат останатите обични смртници дека би ги немало, не сме тука сето тоа да го демантираме, зашто и колку ретко овие работи да се случуваат, сепак ние сме тука, со оглед на тоа дека се организираат многу ретко моментално во нашиот град толку вакви промоции од ваков вид на албуми. Сепак и ние сме тука да ги поддржиме, да учествуваме само со нашето присуство пред се тука, да дадеме на поддршка пред се да го проследиме албумот за понатаму да се случуваат се повеќе такви албуми, значи тука сме сега сведоци дека и Генго има нов албум, да го најавам јас тука ако се уште не е најавен медиумски од негова страна, па неговиот албум исто така ќе биде комплетно целосно поддржан од наша страна и ќе правиме соработки се уште во иднина, се надеваме. Кичо, ти благодарам за информацијата, ќе се префрлам кај тебе. Ајде те кажи ми за албумот, докаде, дали се гледа крајот и кога ќе очекуваме промоцијата? Па близко е, да не лажам сега со датум кога точно ќе биде, ама се надеваме дека ќе биде забрзо. Колку песни има на CD-то и кој се соработуваше за него? Па негде 17 до 18 песни носито, доста песни, значи ова е како една круна на цело творештво до сега. И едно 80% појако и потврдо од се до сега што е направено, па се надеваме дека добро ќе помини, барем кај таа адекватна публика за која е ова, например, музика на мене. Ти посакувам успех, се надевам ќе не поканиш на промоцијата да присуствувам. Да, ќе ве поканам и само морам да најавам едни вонредни вести, пошто Шок, ајде. Мојот другар, значи мојот брат од екипата, значи се жени конечно и може сите да се напиеме во негово име. Да може се среќа и на твоја. И на шигла, ајде. Васко, кажи ми ете да стигнеме кај кога веќе сме кај идни планови. Знам дека отворивте продукција, знам дека сте доста активни, кажи ми стиховно ујување, што прави во моментов и што ќе прави понатаму? Стиховно ујување го чека моментално Жанко да се врати од Германија. Жанко, врати се. Да се врати Жанко од Германија, па ќе видиме што ќе правиме после тоа. Жанко е пресуден за се понатаму? Жанко е главна алка во групата. Тоа треба да се знае. Ви благодарам за присуството во мојата емисија и за присуството на оваа промоција. Се надевам ќе бидеме присутни на вашите промоции, ваши проекти, па ќе се дружиме заедно. Не почнуваме со ништо. Благодарност до Мега од страна на во име на Шабацот и на сите негови поддржувачи, ние битолските рап изведувачи. Ви благодарам и ние и вашо работите за да имаме што да работиме и ние. Исто благодарност Мими до тебе што го пратиш ова, знаеш, као што не си онака настроен да си против као од комунизмот, порано што беа настроен, па да не може да пцуеме ние децата на телевизија. Ама нема сега да пцуе. Не, јас сум културен и демокративен. Нешто честито денес нека му е победата на Пелистер. Се надеваме дека така ќе продолжи. Така, да имаме само победи. Како и да е, имаме убави работи за зборување, се гледаме во наредна прилика. Чао. Чао, Мега. Вака се, имаме некој проблем со микрофона, ќе мораме вака. Се, значи ќе пуштаме албумот цел. Ова песна се вика автобиографија, значи точно од денот кога сум се родил до ден денес, така да уживајте во текот дур се пушта албум. Вечерва се наоѓаме на мојата промоција. Јас не сум и Марковски, туку Дарко Јосковиќ, познат како Шабац. Вечерва ќе ги прашаме гостите како се осеќаат на мојата промоција. Еве го тука гостинот. Сакам да го прашам како го бендисва мојот албум. Петка, брат, петка, ме бендиса, многу ме бендиса. Петка. Преубаве. Топ, супер, поубаво не може да биде. Не фатат во Одлично, брат, еве официјално јас да ти честитам за албумот и нека се множат вакви дела, брат. Сега ќе си порачам ново пиво, брат, ќе го испијам во твоја чест, да ти кажам право вака. Многу е песни до сега што слушнав, а многу муабетни, брат, не можам убо да ги пазам. Ама кога си одам дома, ветувам дека ќе заспијам до 5-та, 6-та. Сигурно. Аз ти много интересни песни имаш, брат. Да ти кажам, по-добрен си од порано, а порано беше јак, сега си пајак.
Многу одлично и супер, брат. Многу. Ми се бендиса. Ти, брат? Многу кул, бате. Добро вака што не собере сите да се дружиме. Петка. Play in.